Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дубњак, а вие го гледате најновото издание на Правда и неправда. Тема на нашата вечерашна емисија е македонскиот Телеком, или поточно, колку државата се грижи за својот удел во оваа компанија. Разбирливо, предмет на наш интерес и последните случувања поврзани со судскиот процес за Маđар Телеком, кои што по неколку години заборавеност од неодамна добија на актуелност, поточно со презаменјето на овој предмет во 2017 година од страна на специјалното јавно обвинителство, кое што во материјалот на незаконски прислушувани материјали откри и фајлови кои што се однесуваат на ова актуелно прашање. Како што е познато, Македонскиот Телеком или Златната кокошка беше продадена во 2001 година во време на владењето на ВМРО ДПМН, кога премиер беше Љупчо Георгиевски, а министер за финансии Никола Груевски. Германскиот Deutsche Telekom тогаш купи 51% од оваа компанија, за кој што инкасираше 317 милиони евра. Неколку години подоцна, компанијата се најде во средиштето на една афера со подкуп на државни функционери, која што се отвори во јавноста откако Американската комисија за хартија од вредност поднесе тужба против оваа компанија и во која наведе дека Маđар Телеком во периодот од 2005 до 2006 година подкупил македонски и црногорски политички функционери, кои што имале задача да го спречат и да го одложат влегувањето на трет мобилен оператор. Deutsche Telekom тогаш плати голема оштета за да не дојде до судски спор. Сето ова како мал вовед ми беше потребно за да го представам мојот вечерашен гостин, а тоа е Симо Груевски, малцински акционер во Македонски Телеком и поранешен член на бордот на директори, кој ги обсервира случувањата во оваа компанија близу 15 години. Јавноста го запозна како прв неформален дојавувач, бидејќи вие не сакате да го употребуваме и не го љубите зборот свиркач, и тоа ве чинеше во времето кога ги откривте злоупотребите во оваа компанија, губење на работното место, по 35 години работен стаж и 5 години пред пензионирањето. Вашата судска голгота трае повеќе од 10 години и се уште немате морална и материјална сатисфакција. Добро дојдовте, господине Груевски. Добро најдов, добро вечер и благодарам што ми пружите можност за овој случај да ги изнесам своите информации и да му помогнем на судо кој што го води овој процес сега, ако може нешто да... Вие имате цела папка документи, пишувања, документи. Значи, толку имам пишувано, објавувано преку медиумите, углавном преку писаните, а и на телевизиските емисии сум учествувал на многу пати и сум ги кажувал моите сознанија, согледување и пред да почнеме со генезата на целиот овој случај, јас ке ве прашам дали ги следите последните случувања со Маđар Телеком кои што се во судска постапка и дали може да се очекува во догледно време да се појавите во улога на сведок? Овој предмет и ова случување, ова судски рочишта сега што се отвараат, ја ги чекав 16 години. Така да и нормално е да ги следам и да сум многу заинтересиран, поготово што претрпев, како што рековте, и одредени немили последици од моите први укажувања за злоупотребите, за корупцијата во ова
компанија. Вашето гостување доаѓа во време и во пресред на утрешното продолжение на судскиот процес Маđар Телеком, за кој што ми рековте дека сте заинтересирани да го следите. Да, и како јавност. сведок, јас имав најава од специјалното обвинителство дека ќе ме користат како сведок. За жал, овие денови не се случи тоа. Ако ме повикат, тука сум на располагање, а се надевам дека и во ова емисија ќе Разјасниме некои ќе работи. разјаснам некои работи за што ќе и помогнат на обвинителката што го води процесот. Да. Утре се очекува сведочењето на екс-разузнавачот Слободан Богоевски, кој што сведочеше Во Америка. во Америка пред Њујоршкиот суд, но и на професорот Борче Давидковски, кој што е поранешен председател на бордот на директори. И она што е интересно, во времето кога вие бевте во бордот, тој председаваше. Так. Но пред да продолжиме понатаму со разговорот, јас ќе ја замолам режијата да ни пушти дел од интервјуата на двајца мои соговорници кои што зборуваа на оваа тема. Верувам дека ќе бидат интересни, бидејќи првата изјава е од обвинителката која што го води овој случај, а втората токму од господинот Богоевски. Да погледнеме. Овој предмет Маđар Телеком некако е предмет кој го работев и во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Пред да дојдам да преминам во специјалното јавно обвинителство, тогаш беше оформен тој предмет и беше оформен по допрен глас, бидејќи излезе во медиумите дека пресудата против давачите на подкупот на македонските функционери веќе е завршена и тие се осудени. А еден од исказите, на основа на кои се донесени тие одлуки, е и исказот на Слободан Богоевски. Морам да кажам дека тогаш Слободан Богоевски веднаш беше повикан, тоа чинам беше забележено и од медиумите, меѓутоа тогаш Слободан Богоевски буквално изрази сомневање во искреноста на јавното обвинителство дека јавното обвинителство ќе го заврши и ќе го реши тој предмет и одби да дава исказ и се повика само на она што го има кажано во пред американските власти. Предпоставувам дека имавте можност да го видите неговото сведочење, бидејќи тоа беше јавно достапно во медиумите. Така е. Веднаш потоа, јас преминав во ова јавно обвинителство, ние со самото формирање го баравме тој предмет од редовното јавно обвинителство и тогаш, ако се сеќавате, се направи една фама кои предмети можат, а кои предмети нема да ни бидат дадени. И редовното јавно обвинителство, односно дали е застарен тој предмет? Така, јавниот обвинителство тогаш не беше застарено ни едно действие, во тоа време ние кога го баравме, одлучија да не го дадат предметот. Со преслушувањето на разговорите, меѓу кои има и македонски разговори, има разговори и помеѓу македонски политичари и разговори со албански политичари и пораки, ние повторно го побаравме предметот, но го побаравме и предметот кој го работеше основното јавно обвинителство Скопје, бидејќи фактички тоа е предикативното дело за перењето пари. Не е подкупот што бил даден според она што го имаме како сознание досега е извлечен од Македонски Телеком, барем дел. Ги повикавте ли да дадат изјава Али Ахмети, Муса Џафери, Сашо Мијалков? Бучковски беше повикан како осомничен, беше повикан и Муса Џафери. На нив им се дадени оние материјали кои досега ги имаме собрано да ги гледат. Истрагата, односно предистражната постапка во тој дел е во полнек и тука не можеме да дадеме ништо дополнително и поконцизно, а веќе започнавме со действија и пред судот. Минатиот петок имаше рочиште и го застапував предметот. Почнавме одново таму, ги прифативме и предлозите на одбраната, така да на следното рочиште ќе биде сослушан Слободан Богоевски, а дадовме согласност и да биде повикан и грчкиот државјанин, за кој тогашното јавно обвинителство, тогашниот јавен обвинител Скопски дал изјава за откажување од гонење, а е еден од учесниците во правењето на овие договори. Во овој предмет има и македонци и албанци. Кој требаше да одговара што го спречил, што го овозможил монополот на Телеком? Во тоа време? Да. Тие што го продадоа. Нашиот Телеком е продаден по многу ниска цена, прво. Многу. Тоа беше еден од најдобрите во регионот. Второ е продаден на офшор компанија.
Од Кипар. Не, од Десените острови. Името е Stonebridge и ден денеска е тој газда на тоа. Друго е брендот што се користи, Deutsche Telekom и така натаму. Кои се офајди од Маđар Телеком? И па се офајдија сите. Тие што го продава најмногу, се офајдија и офшор фирмата на Кондоминас, која без да вложи ништо 5% од собственоста си зема и с дивидендите си ги делеше на тој основ, влезе со 20 во управувачкиот одбор. Се офајде и многу умина други околу тоа и ние добивме највисоки цени во Европа. Со децении беше оплячкан македонскиот народ. Била дека од Со Маđар високи Телеком тарифи се и офајдиле испомпувани. две влади. Сите, Маđar Телеком е карактеристична одсечка на нашата икона на криминалот. Колку сакат нека се навредат. Да. Господине Груевски, ги слушнавте изјавите. Се согласувате ли со тврдењето на Богоевски дека македонскиот Телеком е македонската одсечка на криминалот? Тоа е, дали јас согласувам или не, малку е важно. Факт е дека Македонскиот Телеком е јадро на корупција. Од почеток, па и до од сега скоро. Очекувате Тоа е. ли дека судскиот процес ќе даде некои одговори кои што до сега? Овој судски Да, процес. да. Јас затоа И сакам... колку сведочењето на Борчеда Битковски, на поранешниот министер за транспорт Джемали Мехази, на Дејан Мицковиќ ќе фрлат некоја нова светлина. Интересно е што за прв пат се појавува нон-пейпер. Јас сакам во оваа прилика, бидејќи не успеавме да се сретнеме со обвинителката, па лично да ги пренесам некои аргументи што сметам дека ќе фрлат светлина, подиректна светлина на процесот и ќе бидат корисни за финализација на истиот. Не знам дали она располага со тоа, ама ево сега го искористувам моментот и кажувам американската компанија White & Case, која беше испратена тука да врши истраги за злоупотребите во Телекомот, после 2-3 години направи она финален извештај. Вие имавте можност да го видите тој извештај? Тој финален извештај не само што имав можности, ја го имам и тука ево сега. Беше доставен до бордот во Телеком. Преку бордот дојде до акционерското собрание и акционерското собрание го верифицира него во склопот на годишниот извештај за 2009 година. Значи, тоа што содржи тој извештај, нема тука Што е спор ништо. содржината Основно на тој извештај? содржината во главном се сведува за поширока јавност. Ево, ќе прочитам реченица која кажува: во периодот меѓу 2000 и 2006 година група на поранешни членови на извршниот менеджмент на Маđar Телеком и македонската подружница на Маđar Телеком одобриле издатоци од приближно 24 милиони евра. Преку повеќе од 20 сомнителни договори за консултантски услуги, лобирање и други договори, вклучувајќи и консултантска компанија со седиште во Кипар. Тука е веќе све кажано. Основата е тоа. Другиот текст е како работела таа Така. и таа компанија за истраги. Очекувате Значи, ли дека... она обвинителката, ако овој извештај не го земи во обзир, ја не знам кои аргументи ќе ги извлечи. Ова е чисто. Ќе кажам уште 2 случаја на кои што таа може да се потпри. Додека јас бев во бордот, се распиша тендер за набавка на опрема за кол центарот во вредност околу 2 милиона евра беше.
Само да споменеме, значи во кое време бевте вие во бордот на директори и во какво својство? Ја бев член, неизвршен член во бордот, а бев од декември 2012, 2002 до март 2004. Во тој период и ова се случуваше, тоа се случуваше. Тој тендер го распиша Маđар Телеком, во името на Маđар Телеком, значи подружницата негова во Македонија. И на тој тендер се јавија светски компании како Siemens, Alcatel, ама се јави и Маđar Телеком. А Маđar Телеком нема врска со производство на таква опрема. Тој се појави како посредник, трговец некој. И кој го добива тендерот? Тој што го распиша. И Практично фирмата самата на себе го добива тендерот. Јас реагирав во бордот жестоко, затоа што тогаш бев така настроен, али јас бев единка. Сега треба да го праша обвинителката, синиот сведок, Борче Давидковски, како гласал тогаш. И тогаш има податоци, има записници за тоа. Се сеќавате вие? Како е донесена одлуката? Одлуката беше гласаше и Борче и другите гласа за. А што се случи подоцна? Се случи, према се набави преку Маđar Телеком и најверојатно со тие далавери што биле планирани и беа остварени тие далавери. Да. Тоа е второто. И уште едно трето ќе кажам, кое може да го, ако има правно логика, да го користи. Кога не да ме смират овие маđarските Атиле компанијата, прибегна кон една друг начин на соработка со мене, ме викна на вечера. Атила ме вика на вечера, face to face, она што вика, и да ме убеди. И на таа вечера ми понуди све што сакам, буквално. Јас на една телевизија на Телмо нека со сега вашиот соработник бев Чомовски? Со Чомовски го кажав истото. И јас не прифатив. Ми нудеше буквално што сакам. Милке Груевски, дајте да се договориме, ќе добиете што сакате, само да престанете со отварање на процесиве овие и кочење во бордота. И јас му кажав дека не сакам ништо, викам, сакам вие да се одите од тука. Многу дрско и моето беше кажување. И наместо тој да се замине, моравте да заминете вие. Тоа, последиците после се јасни. Него самите овој факт, обвинителката може да го искористи како нудење на мито. Тоа има во кривичниот закон има за тоа и санкции. А имам доказ за тоа. Да, во тој борд во кој што вие работевте во тоа време. Да. Колкаво беше учеството на македонски представници? 4 бевме македонци, уствари тројца по националност македонци, еден албанец, при другите бе странци. И тој борд се состоеше од 10 члена. Така стои во договорот за купопродажба. Сега ќе ве врата малку наназад, на почеток. Так. Ова ни беше еден добар вовед за да се вратиме на она што мислам дека е многу суштинско прашање, а тоа е како дојде до приватизација на Телеком? Добро, фала на прашањето е на место и тоа треба јавноста дефинитивно да го знае тоа. А слушам пред 10 дена лидеров на ВМРО ДПМН, Кристијан Мицкоски, му го поставува тоа прашање на Заев. Зашто не извршите ревизија на приватизацијата на Телеком? И денеска, ова сега кога во дуелот, истото му го постави.
му Зошто постави. ви е тоа Да. прашање нелогично? Па нелогично затоа што, ама тотално е нелогично. Затоа што таков функционер на такво место, прв човек на главна опозицијата или премиер да е било кој, да нема информации од своите советници како дошло до таа приватизација. А еве ќе му ја кажам како дојде. Приватизацијата се направи 15 јануар 2001. Тогаш е потпишан договорот званично за преземањето, доминантниот пакет од страна на конзорциум, не од Deutsche Telekom, него тој конзорциум беше од тогаш МАТАВ. Тој момент да го објасните. Да. Како влезе во тој конзорциум Маđар Телеком? Маđар Телеком, Любчо сакаше Телекомов да го продаде на грците. Тоа е повеќе од јасно. И се створи една клима во држава, негативна во однос на грчкото влијание овде во земјава, поради продажбата на Окта и вкупните односи со грците не беа сјајни и тогаш. И најверојатно он чисто политички тоа е прагма, ги проценил дека не е паметно сега и Телекому да му го продаде на грците и одлучи да го продаде на светски позната компанија, како што беше Deutsche Telekom. Али не да го продаде директно на Deutsche Telekom, него смислил господинот тогашен премиер да го продаде на единица негова, на Deutsche. А МАТАВ беше купен од Deutsche Telekom на два пати, 2003 и 2005. И купен беше за многу поголеми пари него ние. И над 800 милиони за... Што добија унгарците со продажбата? Што македонската страна? За нашиот Телеком зборувате. За нашиот. И тогаш унгарците добија тоа што може да се добие од една компанија која така лесно се ја купија, релативно ефтино ја купија. Тоа го зборува и Богоевски во тоа е јасно изјавата. тоа. Не треба, ако се влези во финансиските резултати, ќе се види тоа. Видите Кажете што? ми во тоа време, вака временски, да ја направиме рамката. Каква беше состојбата со телекомите Ево, во останатите држави јасно. во Европа? Накратко, телекомите, ние имаме најмодерна телекомуникациона мрежа на цел Балкан. Така. Ние имаме 82% дигитализиран систем на телекомуникации. А тоа беше најмодерното, без дигитализација и сега и ова мобилно, што е све дигитално е тоа. Значи, со таков процент на дигитализација, пазите, унгарците го продадо со 30% дигитализација на Deutsche Telekom и многу подебело го продадо, со многу поголеми пари. Бугарија нема никаква дигитализација. Добро, има Србија, телекоми кои што се уште не се ни продадени. Трагедијата биде поголема. Јас имам и преглед тука. Од тоа време, кога се продаваше нашиот Телеком, каква состојба беше на другите телекоми во Европа. Мислам, многу држави, уште телекомите беа државни. Кај го стави, чекај да види. И сега се на Србија, на Словенија, на Босна државни телефони, на телекомите. А сега, последните информации што ги пратам јас, србите го купуваат и Босанскиот Телеком. Дел од Босанскиот Телеком го купуваат. Тоа има своји и политички релации, некои со таа Република Српска, најверојатно, тоа е така. А овде, ја ги имам ова списание, Фокус Европе, Global Wireless. Само ќе прочитам само да чујам. Австрија, државен Телеком. Белгија, Босна и Херцеговина, тогаш Кипар, Данска, Естонија, Финска, Франција, Џорџија, Грузија, Германија. Значи, не цел Телеком, али дел има државен. И си го држа тој Телеком. И денес каква состојба се презема македонски Телеком? Телекомот беше
готов комплетно, со тоа што ова мобилната мрежа беше исто припремена. Таа имаше околу 100.000 приклучоци мобилни, а таа буквално му е продадо, Лјупчо му е продаде джабе. Му е поклони на маđарите. Не влезе во вкупната сума што Па не, беше тоа исплатено. влезе, под едно влезе тоа све, ама вредноста на незе не он ефектуира ништо. Како беа регулирани односите во договорот? Договоров, ќе ви кажам само она што е неповолно за Македонија. Во договоров и во понудата што ја достави Маđар Телеком, тој конзорциумот, секогаш ќе идете под конзорциум, затоа што во тој конзорциум не беше само Маđар Телеком, беше и Космотелко, грците. Преку него Лјупчо сакаше да ги држи релациите со грциве, тие сумливи релации. И во понудата и во договорот влезено е дека првите 2 години, 2001-2002, дивиденда нема. Нема уопште дивиденда плаќање. А дивидендата беше околу по 150 милиони евра. Пази, ги отпиша тие дивиденди. Јас тогаш беше Гошев министер за финанси. И Гошев се чудо не види. Како е можно тоа таков договор да направиле? Јас имав со него, дај, што може да правите на бордот да се име дивиденда на некоја државата. Дивиденда 2 години не заде држава. Кога се јавија, кога почувствувавте дека се јавуваат првите проблеми во компанијата? Проблемите се појавија со доаѓањето на Атила. На крајот на 2001, после одењето на, до тогаш имаше англичанец, генерален директор, тој извршен директор главен, Џон Манери, кој што во негово време фирмата си функционираше многу професионално и солидно, не оптеретена со овие со... Штом дојде Атила дојде на предлог на Елек Штрауб, директорот на Маđар Телеком. Тој ги сите конци околу тие, тој го донесе Атила со група за да направат тука тоа што замислиле. А направија доста, однесо многу пари. Од Атила и во времето на Атила, ова што кажував ево за тие тендерено друго. Спомнавте спорни договори. Дали пробавте на седниците на бордот да ги отворите овие прашања? На седниците на бордот никогаш не се отворија проблемиве што овај Вајтен Кейс ги отвори. Не, седниците иде по автоматизам некако. Борче така ги водеше работите. Ја мене не ми е јасно како сега обвинителка го зема за сведок од нејзина страна. Преби Борче бил сведок од другата страна. Ќе видиме како ќе тече судскиот процес. Како ќе тече, али ништо, овие години што ќутеше Борче? Ништо не покажа, не направи, не покрена ништо. Зашто? Тоа е тоа. Кажете ми, во кој момент вие решивте јавно да проговорите, да излезете на пресконференција и да обелодените за она што се случува во компанијата? Првиот прес ја го одржав 2004 во април ми се чини, точниот термин не сеќам сега, во оној хотел, тоа се викаше Турист. Така, во центарот. Во центарот. И тогаш дури и му пратив тој текстот што за пресот што беше припремен, све ми беше и го имам и сега текстот. Го пратив и на Атила да бидат запознати. И он прати човек да ми прети мене. Да не го правам тоа, да не излегувам на прес, затоа што ќе имам последици. На што точно се однесуваа вашите обвинувања и забелешки? Обвинувањето се широко, има едно чудо укажување како функционира Телекомот, кој има од тоа корис, на кој начин ја остварува таа корис. Имав едно
2002, за 2002, 3, 4 и 5 година, еден податок кој што постои сега да се вратат назад некои ревизори, да речем, влеза во книговодство, ќе го најдат. 124 милиони евра изгуби Телекомот. На кој начин? Изгуби Телекомот со тоа што дојдовниот сообраќај, телекомуникациони, не завршуваше во Телекомот директно, него одеше преку приватни фирми кои беа на тој директор што беше на тогаш на овој мобилниот дел, на Јово Петровски. Преку тие фирми идеше сообраќајот и влегуваше во фикснава мрежа и на тој начин Телекомот изгуби 124 милиони евра, али бидејќи во тоа учествувал и Атила, тоа го дозволуваше, иначе не може да го спречи. Кажете ми, откако ја одржавте пресконференцијата, какви беа реакциите? Реакциите беа од медиумите доста објективно ги пренесоа тие работи што ги кажував, а во Телекомот јас веќе немав буквално пристап, така тоа и пред тоа и тогаш, а тогаш се изошли работава и ми дадо буквално. Абе грешката беше, јас тогаш гледав на председателот на владата Бранко, што дал согласност да ме тргнат од бордот. Прво, значи, владата ве отстрани од бордот, од бордот, а за да можат и решение ако не ме отстранеше владата од бордот, не може тие да преземаат санкции. Оти членовите на бордот се заштитени со овој договор. Тој едноставно ме повлече на предлог на Пенов, дека не сум ги како бранил интересите на граѓаните. Тој изговор беше. Тоа немаше никаква врска, напротив беше тоа. И Бранко го прифатил тоа, парафирал дека да ме тргнат од бордот. И после тоа следува санкциите. Првата санкција беше... Првата санкција беше бркање од работа. Ви избрка од работа. Бркање од работа без ништо. Да, без... се жалевте на тоа решение? Се жалев на судот. Првостепениот суд донесе позитивна одлука. Во ваша корист? Во моја корист. Али дојде на апелација проблемот кај таа судика Љупка Арсениевска, која... Подоцна стана и председател. Подоцна и председател беше. И она, секој што се жалеше од Телеком на работните односи, ниеден не доби позитивна пресуда од нези. Така и јас. И потврди ја пресудата, и тоа беше и финалето, и ја изгубив и трошоци судски, трошоци на Телеком да му плаќам. Ја му плаќам на Телеком, трошоци, имам на 300.000 платено трошоци судски, плюс оние нервози со судовите, одење по судови, па чекаш пресуда, па жалби, па едно друго, па тоа невидено, значи 10 години. Не само што го изгубивте судскиот, работниот спор, после туку добивте и тужба за клевета. Да, добив тужба и клевета и на тој предмет судика Сандра Крстич беше, едноставно ме прогласи за крив, виновен, guilty. Се жале, нормално се жалам до апелација потврди. Таа истата, Љупка. А која беше аргументацијата на судот? Дека не сте смеле во тоа дека сум издал некои деловни тајни кои какви деловни тајни, кажував реалностите. Али тие го кажа тоа. И судот не го ценеше јавниот интерес. Јавниот ништо не му знаеше на тој суд. На некој начин вие во тоа време сте биле... Па ги отворав работиве. Првиот укажувач. Да. Првиот, викама, првиот петел кој пее завршува лошо. И така испана. Волонец завршува. Волонец и така испана и кај мене работава. Така да последиците се јасни после... Добро, после тоа... Таа пресуда со апелација и ова ја потврдија, врху една по основна ревизија на Врховниот суд ја поништи. Тоа беше добра страна и после идеме на тоа обештетување, барање, ништо од сето тоа. Во меѓувреме ви исполнивте услови за пензија. Да. Али 3 години живеев без ништо. На товар на пензијата на жената. Да, сакам друго да ве прашам. Со оглед на тоа што вие сте биле убедени дека станува збор за
злоупотреби. Злоупотреби, да, точно. На некој начин и судскиот процес подоцна вие некаква сатисфакција дека дел од вашите укажувања биле содржани во обвинението. Дали се обидовте за овие ваши сознанија да ги запознаете надлежните? Јас пратив до антикорупцијска. И кај тогаш беше Сладжана Тасева, и подолго, значи и писано, и во разговор со незе ги дадов, полно податоци дадов за тоа што се случуваше со Телекому и со мене. Тие дадов мислење. Антикорупцијска даде мислење позитивно за мене и му даде, го прати го прати до Телеком и го прати до владата. Да ме вратат на работа и да ми надокнадат нешто. Но до ден денес ништо од тоа, ништо. Како владата мртва беше. Тоа ме изненадува и јас сега не ми е јасно. Тоа не извршена налог од антикорупцијска и сега ја форсираат антикорупцијска. А што ако антикорупцијска донесе некој акт, ако не се спроведува? Ево како Мојов. Не го спроведа и никому ништо. Кажете ми, како гледа семејството на ова ваша битка правна, граѓанска, која што на моменти наликува и на Дон Кихотовска битка? Па баш така е, семејството е разочарано до крајности. Ама што може да прави? Јас имам свој систем. Семејството не ме оправдува да идам вака во отворени обрачуни, затоа што последиците ги трпи и тоа, и јас ги трпам нормално. Дури јас и колеги имам, и дури некој ми укажува дека, па што ти треба тоа сега, да излегуваш, да укажуваш тие работи. Страф. Страф, она што се вика за дојавувач. Па нема да има дојавувачи од стравот, ништо друго. Тие многу луѓе знаат во одредени компании што се случува. Во Еве Македонија, Република Македонија, Северна Македонија, донесе и законска рамка, меѓутоа како гледате на тоа што се обесхрабрени укажувачите? Тешко ќе добијат укажувачи, така ипак ризични. Бо ти ја рискирав. Сега, кој ќе рискираш, може да одиш, али... Но вие не сте единствен случај. Има такви случаи и во поново време. Сега е полабавена работа. Да, меѓутоа со лош епилог. Тоа е лош епилогот, е лош. Нормално ќе биде лош. Деновиве добивме и потврда од адвокатот Александар Туртевски, кој што застапува сличен случај. Ке ве подсетам, не знам дали се сеќавате на тој случај, а тоа е и по промената на власта. Значи, еден укажувач од фирмата, Антонио Крстевски, доставил информации до специјалното јавно обвинителство за тоа дека на листата на оние кои што им се плаќаат телефоните од државна сметка, бил поранешниот премиер Никола Груевски со повеќе броеви, а веќе не беше премиер и една од тие сметки беше во износ од 183.000 денари. Медиумите за тоа пишува, меѓутоа специјалното јавно обвинителство не го отвори овој случај, бидејќи беше после истекот на нивниот мандат после 2015 година, а човекот остана без работа и ја доживува истата судбина како вас. Тој така, али штета е што со ова власт да е таа судбина да ја доживува. Тоа е трагично. Јас очекував со промена на власта и она забеганата власт која држава е остави за никаде, би ги разбирав тие потези, криминални, корупцијски, све имаше и во оваа фирма, како и во други фирми. Ама сега ова... Дали успеавте да дојдете на некој начин до премиерот Зоран Заев, да му
пренесете дел од вашите сознанија? Никогаш не сум побарал. А кога го поставуваше Ден Дончев на местото директор на фондот, му пишав СМС преку мобилов. Добро е тоа, тој е во тој дел, он е стварно културен човек, се гледа и одговара. И ми одговори. А ја му напишав, зашто не го поставивте Ден Дончев во Телекомот да го доискради? Баш со оваа реченица. И ми одговори, он ради тие политички односи, нешто и го ставил таму. Иначе други контакти немам. А ќе видиме, можда ќе направам ако има потреба. Како гледате на тоа што Телекомот и после толку години е дежурна тема? Кога една политичка партија е во опозиција, бара ревизија. Да. Но со промената на власта некако се добива впечаток дека лесно се влегува во шемата, востановена. Телекомот на лесен начин остварува приходите, ги остварува. Тоа е факт. Она не е извозна фирма, па да во тие извозни фирми има на друг начин се остваруваат тие. Треба се продај нешто, да има квалитет. Телекомов, ние сме сите врзани да користиме услуги негови. Сега додуша има и другиот ВИП. И тоа можам да кажам околу тоа сега, затоа што овој Мицкоски укажуваше сега бас на дуелот. Бучковски се борел за да го задржи монополот. Па и сега се два оператори. Не во времето на Бучковски. И сега се два. Кој е платен сега? Кого плаќаат странциве за да останат два, да нема повеќе? Така да нема логика во тоа. Има и други аргументи за тоа. Колку државата се грижи домаќински за својот удел од компанијата и со распределбата на малку. Ево, ќе ви кажам малку. Тие се обидоа да внесат свој човек во менеджментот. И тој човек беше, кај мене работеше и се знаеме, инженер беше иначе. Само што влезе оваа структура странска, ВМРО-ска, му го избриша местото. Тој влезе како втор човек, контролор на првиот. Како во банките, што има нели два директора има во банките, да. И овде така, кога дојде Луковски, си обезбеди такво место со висока плата, несразмерно за нормални услови, над 20.000 евра тие земат плати, така? Како ја оценувате улогата на Жарко Луковски? Жарко Луковски беше... Бидејќи се доби впечаток, а потоа се виде и од бомбите, дека бил ставен и ја ставил компанијата на некој начин во функција на фамилијата. Тоа е точно. Тука нема никаков сомнеш нема. Тој беше поставен од Сашо Мијалков и таму беше десна рака во Телеком и Телеком го контролира. Телекомот уствари Сашо не мораше да прави никакви да најавува кого ќе прислушкува. Све преку ова идеја преку Луковски. Телеком сметаше дека е негова фирма, нивна фирма на партијата и свето така функционираше. И он за тоа беше дебело наградуван. Некои вела дека и покрај промената на власта инсталациите на Луковски се уште се присутни во компанијата. Уште се присутни, уште инсталациите, ево тврдам дека во Телекомот уште во морско влијание. Овие од нова власт од СДС, тој човек што го донесо таму, го присилија странците заедно со ВМРО-ските поданици, да ги наречем, да си даде оставка. Од сам си даде оставка, го платија 100.000 евра, а Луковски кој си отиде, кој даде оставка, кој виде дека ова политичките состојби во држава се променија, и он си даде оставка, ама доби 500.000 евра. Овие се информации директно од луѓе што од врвот од таму. Може да ве тужи Луковски. Затоа, нека повели, јас ќе го кажам кој ми го каже тоа. Ево, тоа е тоа. Председателот на борда ми го каже.
а тој ги подпишува сите тие работи. Како го толкувате тоа што од година во година растат расходите на компанијата? Тоа го јас како акционер речиси се изедначени сега со приходите. Да. Во 2017, па и 2000, ево и ланската година 2018, приходите се 10 милиарди. Пазите, 10 милиарди денари, во денари зборувам. А проценката на старто кога се продаваше Телекомот, на цел Телеком беше 10 милиарди денари. Пази, една година приходот, колку цела проценка на капиталот на фирмата. Тоа, уште од тогаш имаше далавери. Значи, и сега, а расходите му се на 10 милиарди приход, 9 милиарди расходи има. И јас го поставувам тоа, како е можно бе ова, како е да сум приватник, јас да имам 100 единици приход, а 90 да ми се расходи, не може да обстанат. Одма мора да размислуваш нешто на трансформација некои или други односи, да ја одржиш фирмата. И овие пливаат така. Затоа што во расходите ставаат тие фиктивни доста трошоци, кои фиктивни трошоци се плаќаат. Нормално се... На кој начин? Кој начин? Дека, Па кои се тие овој што ги начини на одлевање на овој што ги обелодани, white and case, оние фиктивни договори. Он ги обелодани во тоа време, така, како се испумпувале парите. Па и сега е тој фиктивни договори. За консултантски па што за свашта, за се може да прават, И тоа јас ја кажувам и забарам, па не може да речем за таа 2017 во управно собрание му викам како може 2,5 милиарди да кажете недефинирани трошоци. Па не 2,5 милиарди се пари. Вие се уште одите на тие годишни собрани? Имам акции колку само да одам, а не некој интерес. Ево годинава прашање дали ќе има и општа дивиденда. На тоа и треба и заеб да обрати внимание, затоа што еден податок само може и преку ова да го слушни. 99 година пред приватизацијата, Телекомо имаше приход од 10 милиарди, исто. Не приватизиран. Пази, 10 милиарди во денари, кажувам. Трошоци имаше некаде 4,5 милиарди. Вработени? Вработени имаше 3,900. 3,900 имаше вработени, значи. И мобилни телефони немаше повеќе од 100.000. Сега, 17 година, приходите пак се 10 милиарди, вработените се испод 1000, мобилни телефони имат над 1,300,000. Над милион, не знам, сега има над 1,300,000 беа тогаш. И добивката, што ја добива, тогаш владата цела добивка имаше 68 милиони евра. 68 милиони евра, и цела добивка се идеше кај влада, бидејќи државна фирма беше. Сега добива само 10 милиони. А другото оди во Унгарија, ваму таму. Не е ли малку чудно така? Чудно е. Државата толку лесно да се откажува од својот дел, кој што воопшто не е мал. Тоа на некој начин зборува за едно и недомаќинско работење. Тоа точно е, точно. Ја не можам да разберам се те патија за мали пари, за да обезбедат некоја дотација, некој од странство од ваму таму, а овде му бегаат големи пари. Онда не си човек, да не си еден човек кој што ќе контролира приликите таму, он ќе има многу голема печалба. Може ли да се направат никакви проценки и да се дојдат до податоци за овие 15 години од приватизацијата на Телеком? Колку пари се одлеани од граѓаните и од стопанството? А колку пари може остана? По основ на приходите, можете, ја имам сите податоци, ги имам, верувајте, ги имам сите извештаи од сите години. Можам да направам комплетен преглед во како приходи што дошле во Телекомо, приходите доаѓа од граѓаните. Нема други приходи Телекомо, одсема од граѓаните, од сметките што не ги зема, и расходите, све има, и ќе видиме колку. Од тоа, од приходите може да се види колку, ајде да рачунаме,
ево 15 години нека бидат најмали приходите по 10 милиарди. 15 по 10, колку е тоа? А тоа е многу поголеми. Во едни години 17 милиарди има приходи. Добро, Сега, очигледно никому му одговара. Му одговара, статус-кво ситуација. али не знам на владава не ја одговара, а не знам зашто ќути. Не знам зашто ќути. Дали очекувате дека Македонија конечно во една судска постапка ќе дознае дали на вистина и кои се корумпираните политичари што во определен период не дозволиле влез на уште еден оператор? Тоа е прашање за кое што Прашање од милион долари. од милион, баш од милион. Јас и со Бучковски имав некои средби и му викам, дали си зел пари? Кажи, ако си Зарем очекувате дека ќе ви каже не очекувам, али ипак го тестирам. Дали си зел пари? Ако си зел пари, нема тука објаснување и одбрани. Нема одбрани, тоа е јасно. Ама ако не си зел, јас, ево, земи мене за сведок, ја ќе те бранаме. Има начин како да се одбрани. Не е можда моментов сега да не губим многу време, да кажам и тој дел, тие што ќе отеретат него, и не знам слободен како ќе го... Господинот Владо Бучковски ги отфрли сознанијата до кои дојде СЈО и тој тврди дека не само што не постои нон-пейпер за исплата на 7-5 милиони евра, туку цитирам, ова што сега се случува е удбашко-сталинистичка манипулација, која за жал обвинителката на СЈО ја користи за подобар статус на СЈО во преговорите на неговата иднина. Тоа е добро. Но не треба да се земе здраво за год, тоа се брани. И кој ќе се брани човек, тој мора да каже и вакви работи. Ја не дали основата е дали овај Слободан Богоевски има цврсти докази. Тоа е играта. Ако он покаже на судот цврсти докази дека му дал пари, тука нема одбрана. Добро, обвинителката Стефанова во прашањето до Мехази во судница праша дали ви е познато дека со тој документ нон-пейперот е договорено страната Б Маđар Телеком да плати 7,5 милиони евра, од кои што 2,5 на представникот на страната А на владата и 5 милиони евра на пријателите од Тетово, АА и МДЖ. Тоа ќе видиме во судска постапка. Не знам дали ќе може да го докаже тоа, а јас немам појма од тој нон-пейпер. Можда има тие. Ако таа дошла до таков документ, можда има. Али знам едно дека од оние 24 милиони што ги има овде во ова америчкава истражна комисија, од тие пари се плаќани некои работи тука. Господине Каде Груевски, отишле? Ако владината коалиција зависи. Тоа е тоа. Тоа е вистината. Договорот со ДУИ. Да. Колку е реално да се очекува дека овој судски процес ќе има? Овој судски процес нема да заврши пред изборите. Тоа повеќе од сигурен сум. А како ќе заврши, ќе видиме. А на крај сакам една мисла. Читаме на книга Мудроста на Западот од Бертнар Расел. Ако сте имале можности таа е за филозофите зборува. Има две мисли кои што ми беа интересни, ваки да ги кажам. Таа едната е на Томас Мур. Тој англиски хуманист, на онај кралот Хенри VIII што 6-7 жени ги промена, меѓу кои две ги погуби, ми се чини. Да. Тој му постана канцелар, лорд канцелар. Значи, тој постана премиер на Англија во тоа време. И тој има кажано, една мисла, вика, таму каде што не постои приватна собственост, крадењето нема смисла. Види, многу е таа кој се анализира, мудра и целиот онај на Маркс, идеологијата на Маркс што е после се гради на овие принципи.
Второто го има тој уште еден енглес, Џон Винклиф се вика, тој е професор на Оксфорд. И тој има кажано и ова, добро, ова скоро утопија. Само честните можат да имаат право на имот и на власт. Сега, дали има кај нас честни, па за да имаат и имот и власт. Да. Јас се надевам дека вашите пораки и сознанија ќе допрат до сејо. Па јас се надевам, ако обвинителството има сознанија. потреба од додатни, има море тука докази. Да. Јас ви благодарам за вечерашното учество во емисијата Правда и неправда, а вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете со програмите на Еден ТВ и имајте убава вечер.